Во изминатово деноноќие и Крушево ги доби првите два случаи на лица чии резултати од тестирањата покажале присуство на коронавирусот. Неофицијално станува збор за двајца повозрасни луѓе кои биле роднини на лекар кај кого во претходниве денови веќе било детектирано присуството на вирусот. Во Прилеп пак, повтор пат за само неколку дена, повторно има рекордни 9 нови случаи, со што вкупниот број се искачи на 33 заразени. Меѓу заразените има и тројца здравствени работници, вклучително и еден инфектолог кој е позитивен, а друг се уште е во самоизолација. Вчера и денес добив многу поплаки од граѓани дека матичните стоматолози, матичните доктори не одговараат на нивните барања и сите одат директно во итната медицинска помош. Апелирам до сите матични доктори и стоматолози од нашиот град, од нашата општина, да бидат достапни за своите матични пациенти, затоа што нивна и обврска е и полесно сомнителните инфицирани случаи ќе бидат порано детектирани. Во меѓувреме земени се и 20 нови брисеви од граѓани. Во самоизолација ставени се нови 134 лица, а тројца пациенти се хоспитализирани на инфективното оделение. Со оглед на развојот на ситуацијата, не се исклучува можноста на изредчениот персонал во заразното оделение на припомош да им бидат ставени и медицински тимови од другите оделенија од Прилепската болница. Порапидниот раст на бројот на заразени со COVID-19, со што Прилеп загрижувачки се искачи на републичката скала, растат и паниката и стравот меѓу прилепчани. Ова особено и по затворањето на двете фабрики, едната целосно, другата делумно, каде работно се ангажирани преку 1200 луѓе, а има сомнежи дека и во друга фабрика има заразени работници. Море уште треба повеќе да се нади. Луѓе немаме све суште, сите пакаш, ние колку вика дома се седи, ние се поќе излегуваме. Ама и ова фабрики веше работа, треба да ги затвора. Сите наеднаш, барем 2 недели, кој ќе помине, луна, нека помине. Јас сум за поригорозни мерки да има, сум за такви мерки поригорозни да има, иначе друга заштита немаме. Низ цел свет е истата ситуација, комуницирам со колеги што сум возел горе камиони и низ цела Европа е така, само таму вика се почитувам и пушта снимки, човек нема на площадите. Ги почитува вика законите и мора да се почитува и овде. Треба да се паза по старите луѓе, малце болни луѓе што се и така тие треба да се паза поиќе и тоа е, треба да има поиќе тестирање за тие луѓе да се изолира, а не сите да не држат дома затворени. За медицинарите поготово да бидат скроз обезведени, тие се на прв ред, најзагрозени се и народот да биде дома, да не излегува, да не шета многу, само по потреби да излегува. По ваквиот развој на настаните, но и под притисок на јавноста, дел од заразените прилепчани започнаа самите да си го откриваат својот идентитет на социјалните мрежи, со цел, како што пишуваат самите, да помогнат во спречување на ширењето на заразата.